Министерот за внатрешни Оливер Спасовски денеска направи 11 кадровски промени на раководни места согласно политичкиот договор. Именувани се 7 началници во секторите за внатрешни и 4 во МВР. Станува збор за началници во организиран криминал, прикриени операции, а нов командант доби единицата Алфи. Со овие промени се враќаат старите кадри кои Спасовски ги постави кога претходно беше министер за внатрешни. Кирил Митич е новиот началник на одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал во Бюрото за јавна безбедност. Драган Симоновски началник во секторот за прикриени операции, а помошник министер на одделот за информатика и телекомуникации е Горан Трајановски. Прв човек на СВР Скопје е Лазо Велковски. Примислав Димовски е новиот началник на Алфите. Танчо Пројковски на СВР Струмица, Злата Јаневски во Велешката полиција, Славко Јовановски на СВР Битола, додека во СВР Охрид Спасовски го именува Сашо Смилевски. Љупчо Трајковски станува началник на СВР Штип, а Стојанче Величковиќ началник на СВР Куманово. Тоа го направи врз основа на проценката моја и проценката на мојот тим, со единствена задача да до изборите Министерството за внатрешни работи функционира нормално, се обезбедат услови за фер и демократски избори, се остваруваат сите функции кои што се предвидени со законот на Министерството за внатрешни работи, се сочува јавниот ред и мир, безбедноста на граѓаните на Република Македонија. Речи си во исто време, кога во собрание Спасовски ги соопштуваше кадровските промени. Во МВР пресконференција одржа неговиот заменик Оливер Андонов. Смените ги нарече бесправни, бидејќи едностранно биле подпишани. Според него, меѓу напредените лица на раководна позиција има и такви против кои се водат дисциплински постапки за грубо кршење на законите. Одговарајќи на новинарско прашање, потврди дека меѓу сменетите се началниците кои работеле на случаите подкуп и така наречената фабрика за афери. Заобиколувајќи ги на криминален начин правилата, процедурите и критериумите за распоредување, Спасовски си дозволи да унапредува лица за 3, 4, па се до 12 скалила во херархиската поставеност, што е акт без преседан и кој нема ама токму никакви допирни точки со Законот за внатрешни работи, подзаконските акти на Министерството и колективниот договор. Андонов најави тужби на решенијата, а за ситуацијата ќе ја информирал владата и амбасадорите посредници во политичкиот договор. Според договорот, техничкиот министер Спасовски има право на 15 смени. Тој денеска искористи 11.